Она што е обликувачка глина за западната цивилизација каква што ја познаваме денес, е грчко-римската, подоцна и христијанската традиција. Многу пати предетерминирани од ова, само затоа што нарациите, знаењата, преданијата и традициите на древните цивилизации до нас доаѓаат преку овие антички култури, помислуваме дека потеклото е токму во нив. За Рим знаеме дека многу за својата култура и должи на постарата хеленска култура, додека самата хеленска култура за свој културолошки пример го има Египет. Со сигурност знаеме дека поголемиот број на старогрчки филозофи поминувале извесен период во Египет во потрага по знаења со кои располагало пред се египетското свештенство. Самиот Египет, колку и да е древен, дури во и на старата своја фаза, има во најмала мера современици, а и постари претходници. Ако направиме една временска скала, цивилизација која оди најдалеку во историјата е секако Сумер или Шумер, зависи од транскрипцијата и изговорот. Сумер е секако најстарата цивилизација која ни е позната и чие што појавување и ден денешен представува енигма, затоа што нема еволутивен развој, туку изгледа како одненадеж да е изникната од земја со веќе развиени земјоделие, обработка на кожа и текстил, познавање и обработка на метали, развиена архитектура, грнчарство, писмо преку кое можело да се изразуваат и апстрактни концепти, а со тоа и литература и поезија, и најважно од се, сумерите имаат развиена религија со комплексен пантеон. Иако би било најзгодно да започнеме со Сумер, овде Сумер ќе го оставиме како место на злосторот како во еден детективски роман, додека ние ќе тргнеме во потрага по доказите на други места и низ други цивилизации. Пантеон кој на западниот човек му е најразбирлив, како што реков на почетокот, е секако грчко-римскиот пантеон. Па затоа накратко ќе погледнеме неколку важни делови од таа митологија. Според Роберт Гревс, односно неговото антологиско дело Грчки митови, од првобитниот хаос се одвојува мајката земја, односно Геа, која во сон го раѓа Уран, односно небо. Ова е тој прв примордијален пар на божества, од кој се изродуваат титаните. Власта на Уран му ја одзема еден од неговите синови, титанот Крон, односно богот време, а тоа го прави со кастрирање. Крон подоцна за своја сопруга ја зема својата сестра Реа. Геа, заради кастрирањето на Уран, го проколнува Крон, дека еден ден и него ќе го симне од тронот еден од неговите синови. Од тие причини, Крон ги јадел сите своји деца кои му ги раѓала Реа. Сега за да скратиме, најмалиот син на Крон и Реа е тој што конечно поредица заплете и го симнува од тронот својот татко Крон. Најмалиот син на Крон и Реа е секако нам познатиот врховен бог во грчката митологија, Зевс. Зевс е врховен бог и покрај две аномалии во приказната. Првен тој е во третата генерација на богови, каде првите две генерации паѓаат во заборав, и второ е најмалиот од трите синови на Крон и Реа, каде најстар е Хад, потоа Посейдон и на крај Зевс. Крон и Реа имаат и три ќерки: Хестија, Деметра и Хера. И овие 6 богови се првите 6 главни божества во Олимпискиот пантеон. Останатите 6 се без исклучок деца на Зевс, односно врховниот бог. Со божицата Метис ја добива Атена, со Деметра ја добива Персефона, со Лето ги добива Артемида и Аполон, со Неа го добива Хермес, со Семале го добива Дионис, додека Афродита се смета дека е настаната од крвта на отсечените гениталии на Крон, кои ја имаат оплодено Геа. Па како таква, генеалошки била постара по потекло од сите останати и би било невозможно да се игнорира нејзиното присуство во Олимпискиот пантеон. Она што е фасцинантно во овие митолошки представи е деталниот опис на својствата, задолженијата и одликите на самите богови. Зевс како врховен бог е громовник и негов домен е небото.
Посејдон е владетел на морињата и негово оружје е тризабецот, додека Хат владее со подземниот свет и негова одлика е способноста за невидливост. Бидејќи Хат живее во подземниот свет, тој не е вклучен во основниот олимписки пантеон од 12 богови. Еве краток преглед на овие 12 олимписки богови и нивните карактеристики. Зевс, врховен бог, громовник. Посејдон, владетел на морињата. Хера, небесна кралица како сопруга на Зевс и божица на бракот. Хестија, божица на домот и куќното огниште. Деметра, божица на земјоделието. Атена, заштитничка на градовите, божица на војната, занаетите и предце на мудроста. Артемида, божица на ловот и дивите животни. Аполон, богот на сонцето, уметностите, медицината и стрелаштвото. Хермес, познат пред се како гласник на боговите, покрај тоа што е и бог на трговијата, благосостојбата, среќата, јазиците, кратците и патувањата. Арес, бог на војната, Хефајст, ковач на боговите, Афродита, божица на љубовта. Ова секако не е целосниот список на богови, но овие 12 го чинат тој потесен круг на олимписки божества, кој мора да се нагласи уште еднаш се трета генерација на богови. Ние денес, заради конвенција, сме навикнати да ги користиме зборовите бог, божица, богови, не правејќи разлика меѓу ликовите од грчката митологија и апстрактниот универзален бог на монотеистичките религии. Затоа поединечните јазици во различните култури ќе ни помогнат подобро да сватиме за што всушност станува збор. Погоре набројаните олимпијци, како опис на нивната природа имаат општата множинска именка Θεοί, додека во еднина Θεός, пример Θεός Зеус. Главна карактеристика на овие Θεοί, која се нагласува од проучувачите на митологијата, е нивната антропоморфна природа, односно нивната физичка сличност со луѓето. Антропос на грчки значи човек и овде имањето на општа именка Θεοί, која ги означува овие индивидуи, јасно укажува на нивната различност од оно што е човек по сите параметри, односно антропос. Овие Θεοί имаат надприродни моќи по човечки стандарди, но истовремено во самите митолошки нарации се гледа нивната несовршеност, карактер на разноликост, можноста да бидат повредени или убиени и најинтересно од се, нивната генетска компатибилност со луѓето за сексуално општење и прокреација. Бидејќи овие митови од модерната наука се сметаат за символична представа на светот со кој биле обкружени луѓето од далечната антика, самите митови имаат преживеано како такви, без да бидат сериозно цензурирани. Различните Θεοί во древна Грција имале и своји места на култ и обожување, односно храмови кои редовно биле во функција на природата на богот, односно неговите својства. Типичен пример се светилиштата на Аполон, кои редовно биле места за претскажување на иднината, односно биле места каде смртниците можеле да се советуваат со богот преку неговите свештенички. Најпознат таков пример е пророчиштето во Делфи, кој го има консултирано и Александар Македонски. Поимот Θεοί, односно Θεός, има свој пандам во сите јазици на древните народи и цивилизации. Очигледно е дека на почетокот имал функција на придавка која подоцна преминала во употреба како општа именка за означување на индивидуи со одредени карактеристики различни од оние на обичните смртници, односно луѓето. А сепак, секоја од овие индивидуи е позната по своето лично име. Во древниот Египет, цивилизација која изгледа уникатна и посебна, го имаме поимот Нутеру, кој е аналогија на Θεοί, додека аналогија на овие Нутеру и Θεοί наоѓаме во вавилонските, акадските и пред се изворно сумерските митолошки ликови под името Анунаки. Книга која најдобро го објаснува формирањето на овој сумеро-акадско-вавилонски пантеон е епот Енума Елиш, односно епот за создавањето. И овде, слично на Уран и Геа, го имаме примордијалниот пар Апсу и Тиамат, како што илустрираат почетните стихови на епот. Кога горе небото се уште немаше име,
кога долу земјата се уште немаше име, кога дури правобитниот Апсу, создавач на боговите, и мајката Тиемат што ги роди сите, ги мешаа без меги своите води, кога немаше напластени трски, кога шамаците не се гледаа, кога ниту еден бог се уште не беше појавен, не го беше добил името, ниту пак му беше определена судбината. Тогаш се родија боговите од утробата на Апсу и Тиемат. Неизбежна е сличноста во представите и тие представи во сите древни цивилизации, без оглед на временската епоха во која се создавани или јазикот на кој се раскажувани овие древни собитија. Лебди впечатокот, дека сите раскажуваат една иста приказна. Секаде ликовите се исти и дека оваа митска хиерархија е секаде иста. Секаде двојството небо-земја. Секаде 3 генерации на богови. Секаде конечно устоличување на третата генерација од 12 главни божества, односно, како што реков, Сеи, Деи, Нутеру, Анунаки и конечно еврејските Елохим. Токму еврејската, односно старозаветната представа е единствената жива представа на овие древни собитија, затоа што е представена во книгите на Стариот Завет од Библијата, која е основа за еврејската религиозна традиција, присутна и ден денешен. А преку истите представи влијае на подоцнежното формирање на останатите две монотеистички религии – христијанството и исламот. Најинтересно од овој аспект е првата книга од она што е срцевина на јудаизмот, а тоа е така нареченото Мојсеево петокнижие или Тора. Содржината на првата книга има најмногу допирни точки со останатите политеистички представи и сега веќе со сигурност се знае дека е препис на постари текстови од сумеро-акадската традиција, што најочигледно се гледа во споредбата на епот за Гилгамеш и првата книга од Библијата Битие. Контактот на овие две култури настанува во така нареченото вавилонско робство. Робство кое е опишано во Псалмот 136, крај реките Вавилонски. Библијата е текст кој е уредуван и препишуван во вековите наназад, а со самото тоа, текстот има стекнато своевидна синтетичност, односно со малку зборови да пренесе многу информација. Таква е самата прва реченица. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Овде веднаш паѓа во очи истата дуалност небо-земја, како и во другите митолошки представи. Со тоа што овде во сите преводи на Библијата се остава впечатокот дека ова примордијално одвојување на небото и земјата е дело на еден универзален трансцендентален Бог. Но дали? Текстот на оваа реченица на библиски еврејски јазик гласи вака: Берешит бара Елохим ет хашамаим веет хаарес. Зборот Елохим, кој во сите преводи на Библијата е преведен со еднинската именка Бог, додека самиот збор Елохим на еврејски е множинска именка, како што се Гиборим, Нефилим, Малаким и така натаму. Еднина од Елохим е Ел или Елоа, а множината на самата именка е потврдена и од фактот што на оваа именка секогаш во реченицата следи глагол во множина. Пример, Битие глава 1 стих 26. Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ, подобие како што сме ние, кој ќе биде господар над рибите морски и над птиците небески и над зверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. Подоцнежниот дел на приказната, оној со Едемската градина, уште повеќе укажува на мноштвото на овие индивидуи и на нивната физичка природа. Пример, имаме Бог кој не може физички да го најде Адам кој се крие поради јадењето од дрвото на познавањето на доброто и злото. Ја имаме змијата кој има антропоморфни карактеристики која ја наговорува Ева на јадењето од истото дрво. Кај овие два лика ги насетуваме сличностите со Енлил, кој овде е представен со универзалниот Бог, и Енки, кој во Сумер бил познат како змиолик Бог, кој на човештвото му ги има пренесено сите знаења. Книгата Битие, како што веќе споменав, е препис на постари книги, кои подоцна се едитирани за да можат да се вклопат во севкупниот старозаветен наратив. И покрај тоа, очигледно е дека и во самото Битие,
Елохим е група на антропоморфни битија со особини супериорни во однос на луѓето, а сепак генетски слични и компатибилни. Без претерување, можеме да кажеме дека и овде, макар малку позавиено, се пренесува приказната за овие битија кои во дамнешни времиња оделе по земјата и со своите дела на човештвото му имаат пренесено цивилизацијата онаква каква што ја знаеме денес. Велам оделе, но со оглед на тоа дека разни документи од типот на Сумерската листа на кралеви или Торинската листа на кралеви, едниот сумерски, другиот египетски документ, во кој се укажува на долговечноста на овие индивидуи, можеме да претпоставиме дека и денес некои од нив се овде меѓу нас. Но тоа е друго истражување. Последното што мораме да го опфатиме овде е трансформацијата на овие супериорни, но сепак конкретни физички суштества во еден универзален Бог, кој има духовна, трансцендентална и универзална природа. Затоа мораме да отидеме во Египет, во Александрија од средината на 3 век пред нашата ера, каде во полн процут е неоплатонизмот, под чие влијание овде за прв пат настанува преводот на еврејската Тора од еврејски на грчки јазик. Овој превод и денес е познат под името Септагинта, заради фактот дека ја преведувале по 6 учени од сите 12 племиња на Израел, што вкупно прави 72 преведувачи. Од тука Септагинта, или Библија на 70-мината. Во овој превод, множинското Елохим е преведено со еднинското Теос, додека други имиња, кои очигледно се еднински, се направени да бидат синоними на овој Теос, како на пример Ел Јахве станува Кирие, односно Господ, Ел Елион станува Севишен, Ел Шадај станува Семоќен и така натаму. А сепак сите се синоними за еден, единствен и универзален Бог. Теос како превод на Елохим подоцна со латинските преводи станува Деус, односно Бог на сите модерни јазици. Концепт кој митолошката представа за овие теои, Нутеру, Анунаки од древните времиња, преку филтерот на неоплатонизмот ги има претворено во еден универзален сеприсутен трансцендентален теос, односно Бог. Од тука, потеклото на теизмот, кој и ден денешен ги обликува нашите животи, општество и традиција. Религиите се фасцинантна тема. Централните текстови, така наречените свети списи, бројат илјадници страници, додека текстовите напишани за нив бројат 3 толку. Типичен пример за ваков текст е Талмудот, кој во себе содржи илјадници страници на коментари и толкувања од генерациите рабини, а се однесува пред се на Мојсеевото петокнижие, односно Тората. Имајќи го ова во предвид, и земајќи го фактор дека овде ќе дадеме забелешки за трите големи монотеистички религии, јасно е дека ќе се задржиме на еден мал и конкретен аспект. Бидејќи во претходното видео дадов моје објаснување на поимот теизам, овде ќе се позанимавам со тоа дали било која од овие три религии го оправдува епитетот моно. Односно, дали станува збор за религии кои имаат еден Бог или станува збор за нешто друго. Живејќи во време на мас-медиуми, поп-култура и пред се интернет, често се случува да она што мислиме дека е вистина за одредени работи, да го добиваме токму од овие извори, што најчесто е погрешно, додека вистинските извори, горе споменатите свети списи, ги игнорираме. Сосем е погрешно да го засноваме нашето познавање на Мојсеевите закони на гледањето на филмот 10 заповеди со Чарлтон Хестон и Јул Бринер, или за Евангелијата да се водиме од филмот на Франко Зефирели Исус од Назарет. А сепак, повеќето од нас, а морам да речем и повеќето од верниците, своето знаење и верување го базираат токму на ова. Ова видео, исто како и првото,
треба да послужи како вовед и упатување на третото видео во кое ќе дојде заклучокот на темата монотеизам. Како таков, овој вовед не представува религиозна или догматска дискусија. Секој кој исповеда некој од трите монотеистички религии е слободен да го прави тоа и нагласувам, ова видео нема за цел религиозна дискусија. Она што за мене како автор е најважно е читање на конкретните текстови на кои се засновани овие религии и во светлото на тие текстови донесување на заклучоци. Нашата приказна започнува во Египет, во 13 век пред нашата ера. Најверојатно во времето на владењето на еден од најголемите египетски фараони, Рамзес II. И покрај тоа што нашата нарација почнува во Египет, изворот на кој ќе ги засноваме нашите заклучоци за јудаизмот е втората книга Мојсеева, книгата Екзодус или Излез, како што е во библиите на македонски јазик. Уште во книгата Битие наидуваме на фактот дека сето поколение на Јаков Израел, односно неговите 12 синови, се наоѓаат во Египет, и тоа по покана на нивниот најмал брат Јосиф, кој бил во служба на фараонот. Она што е очигледно тука е дека живеењето на потомството на Јаков во Египет е на доброволна основа и се случува токму како награда од фараонот за добрата служба на Јосиф, кој како што дознаваме од книгата, бил негова десна рака и човек од доверба. Ова го нагласувам за да го разбиеме востановеното уверување дека евреите во Египет биле робови. Тоа во книгата Битие, каде се гледа нивното населување во Египет, го нема. А го нема исто така ни во втората книга Екзодус, каде се гледа нивното излегување од Египет. Никаде не е спомнат нивниот робски статус. Главен протагонист во оваа книга е Мојсей. Ликот на Мојсей е многу дискутабилен, во секој смисол. Но тоа сега ќе го оставиме за некој друго видео со некоја друга поинаква тематика. Овде ќе разгледаме улогата на Мојсей како медијатор помеѓу Јахве и израелскиот народ и што тој нивен однос значи за нашата конкретна тема монотеизам. За значењето на одредени зборови, како што се Елохим или Елоа, зборував во првиот дел и бидејќи нивниот превод предизвикува недоумици и несогласувања, во цитатите кои ќе бидат изнесени во ова видео, истите тие зборови ќе стојат транскрибирани онака како што се во мазоретскиот еврејски текст. За проверка на оно што го кажувам овде, ве упатувам на страната biblehub.com, каде е достапен мазоретскиот еврејски текст со изговор на латиница и англиски превод, со еден збор интерлинеарен превод. Линк од оваа страна имате во описот на ова видео. Јахве или Јехова е оној Елохим што му се јавува на Мојсей. Тоа го гледаме од познатата епизода со грмушката што гори, а не со горово. Особено Екзодус глава 3 стих 6. И му рече: Јас сум Елоа на татко ти, Елоа на Авраам, Елоа на Исак, Елоа на Јаков. А Мојсей го сврти лицето свое, зашто се плашеше да го погледне Елохимот. Дополнително објаснување за идентитетот на Јахве добиваме од директното прашање на Мојсей за името на овој Елохим во Екзодус глава 3 стих 14. Елохимот му одговори на Мојсеја, велејќи: Јас сум оној кој вечно постои. Па продолжи: Така ќе им кажеш на синовите Израилеви: Оној кој вечно постои ме испрати кај вас. Во самиот еврејски текст е Ехејех Ашер Ехејех, односно јас сум оној што сум. И на крај, последно прецизирање за идентитетот на Јахве добиваме во Екзодус глава 6 стихови 2 и 3. И уште му зборуваше Елохимот на Мојсеја, па му рече: Јас сум Јахве. Јас му се јавив на Авраам, Исака и Јакова како Ел Шадај, а со името мое како Јахве не сум им се открил. Книгата Екзодус е фасцинантна и возбудлива од многу аспекти, на кои ќе се навраќам и во други видеа. Но овде
освен за идентитетот на Јахве, ќе се задржиме само уште на оној дел во кој се содржи суштината на нашата дилема. Дали Јахве е еден трансцендентален, универзален и единствен Бог или нешто друго? Одговорот на оваа дилема го наоѓаме во глава 20 на книгата Ексодус, каде всушност Јахве ги предава првите своји закони и наредби кои ние ги знаеме под името 10 Божји заповеди. Заповедите низ целото Мојсеево петокнижие се над 600, но сепак овие 10 се многу важни за согледување на сојузот кој преку Мојсеј го имаат склопено 12 израелски племиња со овој Елохим под име Јахве. Заповедите се следни. Јас сум Јахве, Елохим твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други елохими освен мене. Не прави за себе идол, ниту каква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата и под земјата. Немој да им се клањаш, ниту да им служиш, зашто јас сум Јахве, Елохим твој, љубоморен Елохим, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то и 4-то колено, оние кои ме мразат. Кој покажува милост на илјадници, кои ме сакаат и ги пазат заповедите мои. Не изговарај го напразно името Јахве на твојот Елохим, бидејќи Јахве нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори името негово. Помни го денот саботен, за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи своји. А 7-миот ден е Јахвина сабота, на твојот Елохим. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни слугинката твоја, ни слугата твој, ни волот твој, ни ослето твое, нити придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Оти за 6 дена ги создаде Јахве небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Затоа Јахве го благослови 7-миот ден и го освети. Почитувај го таткото свој и мајката своја, за да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата, што ти ја дава Јахве, твојот Елохим. Не убивај, не врши прељуба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ја жената на ближниот свој, не пожелувај го домот на ближниот свој, ниту нивата негова, ниту слугата негов, ни слугинката негова, ни волот негов, ни ослето негово, ни секаков добиток, ниту нешто друго кое е на ближниот свој. Од содржината на овие 10 заповеди можеме да заклучиме дека јудаизмот е монотеизам само ако го земеме во предвид фактот дека е посветен на Јахве, кој е еден. Но со оглед на фактот дека не е единствен, односно има на себе еднакви, не можеме да прифатиме дека ова е религија посветена на еден универзален, трансцендентален и сеопшт Бог, туку на еден од многуте конкретни и во крв и месо овоплотени Елохими. А ако ова не е доволно, дочитувањето на глава 20 од книгата Ексодус ни ја покажува конкретната и физичка природа на овој лик Јахве. Во стиховите 24, 25 и 26 читаме: Направете ми жртвеник од земја и на него принесувајте ми жртви спаленици и жртви спасителни, овци и јунци ваши. На секое место каде што ќе определам да се спомнува името мое. Ќе дојдам кај тебе и ќе те благословувам. Ако ми направиш жртвеник од камен, немој да го зидаш од делкан камен, зашто штом ќе повлечеш по него со сечиво, ќе го оскверниш. И да не се качуваш со стапалата до жртвеникот мој, за да не се открие на него голотијата твоја. Конкретноста на барањата е фасцинантна и дополнително ни покажува дека не станува збор за еден универзален духовен Бог, туку на конкретно битие
со конкретни нутриционистички потреби во форма на овци и јунци. Остатокот на Стариот Завет изобилува со вакви примери, кои ќе ги оставиме за друга прилика. Крајниот заклучок е дека јудаизмот е посветен на Јахве, кој е еден, но не и единствен Елохим. Со самото тоа, обожувањето на еден од многуте не може во никој случај да биде монотеизам. Христијанството, онакво како што го познаваме денес во сите негови форми, католицизам, православие, протестантизам и редица други, е резултат на три основни фази во развојот. Накратко да кажеме по некој збор за сите три. Првата фаза би можеле да ја наречеме исусијанство. И тоа е периодот додека Исус е уште жив и активно проповеда. И периодот непосредно по неговата смрт. Неговите следбеници, 12 апостоли, но и сите останати, вклучително и самиот Исус, себе си не се сметале за ништо посебно или поразлично од било кој друг следбеник на Мојсеевиот закон, односно евреи. Всушност, самите апостоли не примале никој во своите редови, ако не е евреи. Ово последното се менува откако на сцена се појавува Савле од Тарс, кој по наводната визија на патот кон Дамаск, во која му се јавува лично Исус, се преобратува од прогонител во проповедник на Исусовото учење. По оваа епизода си го менува името во Павле. Неговото учење всушност е суштинско за проширувањето на христијанството во тогашната Римска империја. Тој ги напушта идеите дека како следбеник на Исус мора да се биде исклучиво евреин и почнува своето учење за Исус да го проповеда меѓу паганите ширум империјата. Формирајќи редица цркви и пишувајќи редица посланија до истите тие цркви. Павловото учење наоѓа своја потпора во хеленистичките учења, особено во платонизмот и неоплатонизмот, со помош на кој изградува една идеализирана, идеалистична слика за Исус, лик кој патем никогаш го нема посведочено со своји очи. Последната, трета фаза би можеле да ја наречеме Константинова фаза. Во 4. век, римскиот император Константин го прифаќа христијанството како официјална религија во империјата, која подоцна станува и единствена религија. Истиот тој Константин го свикува и председава со Никејскиот собор од 325 година. На овој собор во присуство на најважните епископи на црквата се поставуваат основните догми на црквата какви што ги знаеме и денес. Пред се за тоа дека Исус е Бог, односно еден од Светото Тројство, Отец, Син и Свет Дух, Никејското кредо, како и конечната верзија на Библијата. Со овој чин Константин си обезбедува религиозна подлога за сопственото неограничено владење како единствен император, односно како Божји намесник на земјата. Во една средина, каква што била Римската империја, со долговековна паганска традиција, било многу тешко да се прифати една религија во која постои само еден Бог, кој притоа е абстрактен и нема конкретна представа за него. Истовремено ликот на Исус очигледно е граден на одредени постари пагански божества, како што се египетскиот Хорус, грчкиот Дионис, римскиот Митра и така натаму. На ова се надоврзува збунувачката представа на Тројството, во која има Бог Отец, Бог Син и Светиот Дух кој некаде се поистоветува со архангелот Габриел. Три, а сепак едно. И на крај, безбројните помали или локални пагански божества се заменуваат со христијанските фигури на светците, кои на чуден начин попримаат карактеристики и стануваат заштитници на се она на што биле заштитници нивните пагански пандани. Самите светци во одредени делови на светот имаат култ многу понагласен од оној на самиот Исус. Целиот Нов Завет е напишан на грчки јазик, иако зборува за еден еврејски месијанистички пророк, чиј мајчин јазик бил арамејскиот. Самото име Исус е хеленизирана и подоцна латинизирана верзија на еврејското име Јешуа, додека Христос е грчки збор за спасител. И додека Мешијах е спасител во строго политичка смисла, Христос има спиритуална димензија. Вистинското име на овој лик, според тогашните обичаи за именување, многу веројатно е дека било Јешуа бен Јозеф. Самиот Исус никогаш не кажува кој е по име неговиот условно земено небесен Отец.
А ако ги земеме неговите зборови кажани на крстот, Ели, Ели, лама сабахтани, гледаме дека ја користи еднинската форма од Елохим, што значи упатува прекор на некој конкретен Елохим. Тројството, паганската основа на ликот на Исус, каков што е представен во Евангелијата, и на крај распространетите култови на поедините светци, се работи кои укажуваат на една паганска многобожна основа преоблечена во христијанско руво. Руво кое комплетно или речиси комплетно ги има напуштено Моисеевите закони, како што се обрезувањето кое е символ на заветот со Јахве, како што е неправењето слика или идол и како што се одредени гастрономски забрани кои ги дава Јахве на својот народ. Се во ово укажува дека христијанството е монотеизам само на име, но не и во форма. Во исламот се забележува враќањето кон изворните старозаветни заповеди. Муслиманите го практикуваат обрезувањето. Во нивните храмови нема сликовни представи. Во добар дел се придржуваат до старозаветните забрани за одредени видови на животинска храна. Исто така името за Бог, односно Аллах, е арапска вокализација на Елоа, додека самогласките се идентични, односно Алеф, Ламет, Хех. Исламот се појавува во 6 век. Тој е од прилика времето на владењето на Јустинијан I, повеќе од 5 века од појавата на христијанството и 18 века по настаните опишани во Екзодус. Куранот, светата книга на Исламот, е многу поразлична во стилот од Моисеевото петокнижие и од Евангелијата. Во неа, иако на основата на истите пред се старозаветни ликови и настани, се инсистира на една духовна и религиозна посветеност кон Аллах. За илустрација ви ги представувам во ведните стихови од самиот Куран. Во името на Аллах, се милосниот, милостивиот. Благодарноста му припаѓа на Аллах, Господарот на световите. Се милосниот, милостивиот. Владетелот на судниот ден. Само тебе те обожуваме и само од тебе помош бараме. Упатине на вистинскиот пат. Навистина, од овие стихови се гледа дека во исламот сета посветеност е кон Аллах и кон никој друг. Сепак, земајќи ја сериозно фуснотата во македонското издание на Куранот, каде се вели Аллах, арапски, Бог, врховниот и единиот Бог, Господар и Создател, во христијанството познат како Отецот, а во јудаизмот како Јахве. Со поистоветувањето на Аллах со Јахве, можат подеднакво да важат заклучоците искажани во делот за јудаизмот. Ова видео е преод кон третиот и главен дел на темава. Овде само накратко обработивме кои религиозни системи ја имаат прифатено монотеистичката идеја и како ја имаат вклопено во сопствениот систем. Вистинското откровение на оваа тема следи во третиот дел. Јас сум Татунче, драги пријатели. Шалом алейкем. Мир меѓу вас. Ассалам алейкум. Се присетувам на редица нарации, приказни, историски собитија, кои речиси редовно започнуваат со семејниот портрет на бројното семејство. Тука се секако родителите, кои се во нивниот полн сјај. Тука се редовно ќерките, кои се цветот и убавината на семејниот портрет. И тука е редовно најстариот или единствениот син, кој е тука некаде во центарот на портретот, со суптилна порака дека токму тој е еднината на семејството. Оној што редовно го нема на портретот е семејната тајна. Градото Пајче, кој во секојдневието е тука поттурнувано од сите како непријатен товар. Помалиот, непожелен брат, кој никако не смее да биде покажан на совршениот семеен портрет. Ова уште повеќе добива важност ако станува збор за семеен портрет на кралско семејство. Секако, монархијата мора да блеска во својот сјај и совршенство, макар и со сокривање на грдиот принц. Пишувајќи го ова,
Дури и на мене ми дојде како слика пред очи портретот на Романови, Николај II, царицата Александра, принцезите Анастасија, Марија, Олга и Татјана и на крај малиот Алексеј. Сепак Романови имаа само едно машко дете, кое заедно со остатокот на семејството го сподели трагичниот крај, додека нашата приказна е од дамнина. Крајот на нашава приказна повторно не води во Египет, древниот Кем, во 14. век пред нашата ера, во периодот наречен Ново кралство. Овој период историјата го памети како период на просперитет, развој, изобилие и меѓународна доминација на Египет. Како владетел во овој период го наоѓаме Аменхотеп III. Ова време е отприлика 1 век пред појавата на Мојсей на историската сцена. 14 векови пред Исус, 18 векови пред Константин Велики и 20 векови пред пророкот Мухамед. Древниот Египет, со сета своја специфичност, уникатност и мистериозност, е цивилизација која како да била замислена да трае вечно. Таа вечност се огледува во се она што денес го наоѓаме како артефакти, како во Египет, така и во музеите ширум Европа и светот. Уметничкиот израз со кој се представени боговите, фараоните, луѓето, сцените од секојдневниот живот, религиозните представи, формата на египетското писмо, облеката и орнаментите. Едноставно се она што го пронаоѓаме како визуелна представа, обстојувало низ милениумите египетска историја, непроменето. Иако можеби фараоните од Старото кралство на генерациите од Новото кралство им изгледале толку далечни, што биле сметани за митски фигури, сепак визуелните представи, стилот и традицијата ги обединуваат едните со другите. Можеби во одредени периоди или делови на кралството, одредени божества добивале или губеле важност во низата векови. Но пантеонот секогаш останувал ист. Две божества од овој пантеон имале своји најразвиени култови. Богот Амун или Амон и Озирис. Подоцна, особено во периодот на Новото кралство, настанува спојување на фигурите на богот Амун со таа на богот Ра, во една единствена представа како Амон-Ра. Самите центри на култ на овие божества, односно нивните храмови, биле места на сконцентрирана моќ и влијание. Пред се, заради огромните прилози што доаѓале од населението и пред се од естаблишментот и од самиот фараон. Со таква моќ на располагање, свештенството во овие храмови имало свое влијание во владењето на Египет. За да си ја представиме големината на моќта на египетското свештенство, не е претерано ако ја споредиме со моќта што има Ватикан денес, а не е занемарлива моќта и на другите христијански цркви, пример Руската православна црква. Имињата што фараоните ги земале при станувањето фараон, секогаш биле во функција на покажувањето на владетелот како инкарниран бог. Така во случајот на Аменхотеп, значењето на името е Амун е задоволен. Ова значење укажува и на централната и доминантна улога што ја имал култот на Амон во Новото кралство, пред се во неговиот религиозен и политички центар Теба. Фараоните живееле во полигамија, но секогаш една сопруга била големата кралска сопруга, онаа од која се пренесувала кралската лоза, односно се раѓале принцовите на Египет. Во случајот на Аменхотеп III, таа сопруга била Ти, од која имал 4 ќерки: Ситамун, Хенутанеп, Исет и Небата, и 2 сина, престолонаследникот Тутмос и помалиот Аменхотеп, именуван така во чест на неговиот татко, фараонот Аменхотеп III.
За Аменхотеп III се знае многу, и тој е фараонот од кој се зачувани најголем број на статуи до ден денешен. Тој и Рамзес II се можеби фараоните под чие владење Египет вистински го живеел своето златно доба. Токму на статуите на Аменхотеп и на останатите представи на кралското семејство, покрај фараонот ги наоѓаме сите 4 ќерки, го наоѓаме престолонаследникот Тутмос, но на ниедна представа, на ниеден релјеф, слика или статуа не е представен помладиот принц Аменхотеп. Состојба толку чудна, што и тогаш, а и ние сега се прашуваме што е толку неприфатливо или бизарно со овој принц, што дури и боговите на древниот Египет го одбивале. Идеализираниот семеен портрет ја губи својата сила по прераната смрт на принцот и престолонаследник Тутмос, настан што предизвикува неизвестност во наследувањето на фараонскиот трон. Секако дека Аменхотеп имал и други синови од нижите сопруги, но сепак силното влијание на кралицата Ти придонесува да токму нејзиниот помлад син го наследи Аменхотеп III по неговата смрт. Тој го наследува татко си под името Аменхотеп IV и во првите неколку години од неговото владење со Египет се чинело дека милениумската традиција на Египет ќе остане непроменета во вечните времиња. Тука доаѓаме до големото но, без која ова раскажување би било само досадна историска нарација. Но, младиот фараон, за кој самите автори на мејнстрим телевизијата Discovery го користат изразот дека изгледал и се однесувал како суштество дојдено од друга планета. Токму тој фараон одлучува дека боговите кои Египет ги обожувал од древноста се мртви богови и дека постои само еден единствен бог – Атон, сончевиот диск, а самиот фараон е негово земно оличување. За разлика од различните богови од минатото, кои биле представувани како антропоморфни фигури со глави на одредени животни, со многу дефинирани и конкретни карактеристики, Атон за прв пат представувал абстракција. Сончев диск, чијешто светлина и благослов оделе единствено кон фараонот, додека фараонот, како земен представник на Атон, ја рефлектира таа светлина и благослов кон народот. Со самото ова, фараонот си има прогласено за единствен преосвещеник на Атон, оставајќи го без работа бројното свештенство на старите богови. Очигледно дека старата престолнина Теба била територија на старите богови. И наместо да ја преобразува Теба, фараонот одлучува да направи радикални промени во се, за да може новиот бог и новата религија да просперираат. Следејќи ја визијата на хиреоглифот за хоризонт, односно сонце што изгрева меѓу две планини, наместо што и физички се поклопувало со дадениот хиреоглиф, длабоко во пустината, на 100 километри јужно од Теба, ја започнува изградбата на Амарна, неговата нова престолнина. Се чини дека под влијанието на овој фараон се било ново. Нова престолнина, нова религија во која има само еден абстрактен бог, а се чинело дека и самиот фараон е нов, зашто во Амарна и под благословот на Атон, Аменхотеп IV умира преку символичното раѓање на Акенатон. Кој е Акенатон? Ако сакаме да го опишеме со јазикот на стерилните и издодевни историчари, ќе кажеме дека тој е сопругот на убавата Нефертити и татко на Тутанкамон. Но во тој случај, ова видео ќе биде непотребно. Затоа првин да го погледнеме во лице Акенатон и да видиме што забележуваме. Гледаме млад маж со издолжени црти на лицето, нагласени усни и монголски тип на очи. И ако претерувањето во ликовните представи на лицето на фараонот можеме да ги оправдаме со уметничката слобода која одела рака подрага со неговата религиозна револуција, па дури и со Марфан синдромот, како да ги оправдаме представите каде овој фараон е представен како андрогино суштество со гради и колкови како жена
и издолжен череп несвојствен за ниедно човечко суштество. Или сепак, треба посериозно да се навратиме на реченицата со која Discovery Channel го опишуваше овој фараон, односно суштество дојдено од друга планета. Сепак се чини дека Акенатон бил многу пред своето време, или пак бил на погрешна планета во погрешно време. Овој фараон по смртта на неговата кралска невеста Нефертити, ненадејно, иако во неговите 30 години, умира. Египет, како да чекал фараонот да умре, за да се врати на старите обожувања, старите богови и традиции. И не само тоа. Револуцијата на фараонот била толку неприфатлива и скандалозна, што напуштањето не било доволно. Сите статуи, надписи и спомени за него и неговиот бог морале да бидат систематски уништувани. Дури неговиот син Тутанкамон, кој што го наследува на тронот, морал да се повини на традицијата, зашто говори и неговото име Тут Анк Амон, што во некои преводи се преведува како жива слика на Амон, на стариот врховен бог на Египет, Амон. Сепак семето на новата религија било посејано. Во истиот тој Египет, од прилика 100 години подоцна, се уште во новото кралство, еден друг чуден и неприфатлив принц ќе направи нешто што многу потсетува на Акенатон. Ќе одбере свој народ во име на еден таен, апстрактен и единствен бог, и тој народ ќе го изведе кон нова ветена земја, која нема врска со земјата на старите богови. Не е невозможно да овој египетски принц, кој што сите ние го знаеме под името Мојсей, на некој начин бил запознаен со ликот и делото на еретичкиот фараон Акенатон. Тука доаѓаме до моето истражување на темава. Уште кога го направив првиот дел за монотеизам, знаев дека последниот дел ќе биде за радикалната идеја на Акенатон. Но она што дојде со самото истражување е еден образец кој го гледаме кај Акенатон. Образец кој се повторува кај сите подоцнежни пророци на монотеистичката идеја. Во што се состои тој образец? Како што рековме, Акенатон бил комплициран и неприфатен принц. Еден вид на грдо пајче. На ист начин како и Мојсей кој бил формално принц, но сепак бил само посвоен во кралското семејство. На ист начин на кој Исус бил принц и несуден крал на евреите, ако се земе неговиот родослов од почетокот на Евангелието според Матеј, а сепак морал да живее живот на син на столар. На ист начин како Константин, кој немал право да го наследи татко си, а сепак бил избран од сопствените генерали за император со акламација, а подоцна и преку граѓанска војна станува единствен император. На сличен начин на кој Мухамед од Сирак се издигнува до принц и владетел. Втората заедничка работа што ја забележуваме е силната женска фигура. Тоа е мајката Ти во случајот на Акенатон, благодарение на која тој станува фараон. Тоа е принцезата што го пронаоѓа Мојсей во кошница на Нил. Тоа се редицата жени во случајот на Исус, мајка му, Марија Магдалена и сите оние жени кои финансиски го поддржувале, зашто говори глава 8 стихови 2 и 3 од Евангелието по Лука. Константин и ден денешен како светец се слави заедно со неговата мајка Елена и конечно Мухамед со неговата сопруга Кадија, која се смета и воедно за првиот следбеник на исламот. Последното што е обединувачко за сиви ови ликови најдобро се огледува во зборовите на Исус од Евангелието по Лука, глава 4 стих 24. Вистина ви велам, ниеден пророк не е мил во својата земја. Затоа Акенатон бега длабоко во пустината, градејќи ја Амарна, каде ниеден бог освен неговиот Атон не е прифатен. Затоа Мојсей го изведува избраниот народ кон ветената земја. Затоа Исус од Назарет оди во Ерусалим. Затоа Константин го напушта Рим и го гради својот нов христијански Константинопол. Така и Мухамед од Мека заминува во Медина. Премногу случајности за да бидат случајни, а последиците ги имаме овде присутни и ден денешен. Дали нашиот религиозен светоглед беше зачнат пред 3400 години? Очигледно да.
На крај, ако се навратиме на заклучоците од првиот дел на овој серијал, на мене ми се чини дека појавата на Акенатон е последица, а не причина, како што првично може да изгледа. Сите фараони се сметале за своевиден бог, а истовремено и тие обожувале мноштво други пред се скриени богови, кои имале своји храмови и специфични култови. Мноштвото на богови со специфични карактеристики и поделеност во областите со кои владеат е очигледен доказ за нивната конкретна природа. Нивното владење преку фараоните е исто така доказ, посебно со нивното дозволување да самите фараони си ласкаат дека се еднакви на нив. Уметничкиот израз преку кој биле представувани и едните и другите очигледно бил идеалистички и претеран, иако фараоните секогаш биле идеализирани луѓе, додека боговите попримале одредени хибридни форми. Во случајот на еретичкиот фараон Акенатон, се чини дека и тој и неговиот моќен бог биле свесни дека за вистинската моќ и власт е потребно детронизирање на мноштвото и конкретното и устоличување на апстрактното и единото. Абстракција на бог кој во себе содржи се, а фараонот е негов син, негов земски апостол. Не би било претерано да се каже дека кој да бил тој небесен татко на Акенатон, кој се криел зад абстракцијата на сончевиот диск, не можел, а и не сакал да ја сокрие својата генетски различна природа. Па така постои можност да Акенатон е син на кралицата Ти, но не и на фараонот Аменхотеп III. Нешто што и тогаш и понатаму ќе се појавува низ историјата, каде таа сина крв на земските владетели ќе полага право на тоа од Бога дадено право да владее. Оваа посебна генетика во сликовните представи на Акенатон е очигледна. И ако дозволиме издолженото лице и екстремитети да ги оправдаме со Марфан синдромот, синдром од кој се вели дека страдал и Линколн, никако не се објаснуваат андрогините карактеристики на фараонот, како гради и широки колкови специфични за широка женска карлица. И на крај, најнеобјаснив и најнеприфатлив детај од изгледот на овој фараон и на неговото семејство се издолжените черепи, кои мене лично тешко ми наоѓаат оправдување во слободниот уметнички израз или ликовна символика, туку едноставно чудна и неовоземна генетика. Генетика добиена од својот, како што рековме, небесен татко. Монотеизмот секако го носи личниот потпис на овој еретички фараон за тоа време. Моќна идеја пред се за соединување на дисперзираната моќ, како духовна, така и финансиско-политичка, во една моќна централна идеја за еден бог на небото и еден владетел на земјата. Подоцна, особено како што реков во ликовите и делата на Мојсей, Исус, Константин и Мухамед, гледаме само варијации на тема. Јас сум Татончо, драги пријатели. Секој е добро.